Екипата на Бекстејдж денес во многу интересно и пријатно, се надевам пријатно друштво ќе биде Марио Арангеловски, човекот кој што не е многу пријатен за македонскава естрадна сцена во последно време, а ќе кажеме и зошто некако многу коментирани, многу гледани риловите кои што ги објавуваш на социјалните мрежи. Но, ајде да почнеме од почеток. Дипломиран социолог, потоа неколку години јутјубер и се уште го правиш тоа и во последно време рубрика која што стана екстра популарна кај нас. Марио Арангеловски, уште еднаш добре дојде во Бекстејдж. Благодарам и подобро те најдов. Сега не знам од кај да почнам со најава, мислам дека ми ја испушти музика во целово представување. Да, и музички надарен, талентиран со неколку остварени парчиња. Ние во Куманово викаме фалете ме уста да не вераш шепу, така што мултиталентиран млад човек, се уште млад, уште еден месец, во октомври полнам 30, така што го потенцирам тоа млад, како да ми е последно, а и последно ми е. Шала на страна, музиката е моја прва љубов, така што сите епитети пропратни ги некако ме деградираат ако тоа не се нагласи, така што јас сум прецепејач, па потоа дипломиран социолог, јутубер и се останато. Меѓутоа, ето, у последно време многу повеќе се занимавам и со рубрикава која што ја спомна, како социолог никогаш не сум работел, претпоставам дека нема ни да работам, го завршив тој факултет само за да, еве вака јавно пред камера можам да зборувам и тоа да звучи на нешто. Која од овие професии, ајде да ги наречам, те прави најсреќен? Што е она што е твој порив и мотив и нешто што те исполнува? Па музиката дефинитивно. Кога пеам, кога имам интеракција со публика, кога снимам, целиот тој процес студио, апсолутно се што е поврзано со музика ми исполнува до степен да не морам да работам ништо друго. Меѓутоа живееме во една држава каде што од музика и не така лесно може да се живее, па своите таленти ги користам за да можам да екзистирам и од инфлуенсерство и од социјални мрежи генерално и од ред други работи како што е еве моментално рубрикава која се уште не ми е монетизирана, меѓутоа добре дојдени се спонзори во однос на рубрикава, еве бараме јавно спонзори. Кога зборуваме за тоа колку е коментирана, колку луѓето зборуваат за тоа во последно време, колку коментари имаш на самите рилови кои што или видеа кои што ги објавуваш, верувам дека нема да ти бидат од сега натаму проблем спонзорите. Последното видео кое што го објави инаку да кажеме за оние кои што се можеби повозрасна публика и не те следат на социјалните мрежи, колку чини твојот аутфит или како што ти си ја нарекуваш, колку кошта твојот аутфит? Прво кажи ми идејата како ти текна да го правиш ова во Македонија, каде што нели половина се облакуваат во шутка или преку тему што не велам дека е нешто што не треба да се случува, апсолутно и јас и ти носиме гардероба од двете наведени места, но ајде да почнеме од тоа како ти дојде идеја и дали мислеше дека луѓето ќе бидат искрени кога ќе им го поставиш ова прашање, особено познатите, колку чини твојот аутфит? Не знам зашто е воопшто проблем таква информација да биде споделена. Забележувам коментари од типот на кого тоа го интересира, очигледно ги интересира луѓето штом наидува на таков фидбек од страна на публикава, независно дали коментариве се позитивни или негативни, тоа се сепак коментари. Во оваа индустрија некако е важно се нешто да наиде на фидбек. Идејава, ајде прво од тоа да почнам. Ја овој серијал го почнав многу спонтано, кога присуствував на Лазаров Awards пред неколку месеци. Стефан славеше 5 години од неговото постоење на YouTube, на јутјуберска прослава и по дефолт некако имав инспирација да креирам некаква содржина за на социјал медија, за на YouTube конкретно. Мислев да снимам некое влогче или така нешто. Скролајќи по TikTok ми излезе некое видео во кое што луѓе по улица во Њујорк се интервјуираа колку пари им се потребни за да живеат во Њујорк. На тој начин само отидов до колава, си ја земав камерава и прв на кого најдов во тој момент беше Тамара Тодевска, ако не се лажам, и со неја ми беше и првото објавено видео, така што тука снимав некои десетина луѓе, можеби, не знаев каков ефект тоа ќе предизвика, односно дека ќе предизвика толкава галама како рубрика и само продолжив на секој еден ивент кај што сум поканет и присуствуваат и други јавни личности, носам камера со мене ако некој ми е доволно интересен за снимање, го правам тоа, ги монтирам видеа, ги пуштам и некако луѓето се забавуваат, сите тие видеа се многу кратки и сладки, некако траат не повеќе од минута време и сметам дека тоа држи внимание, луѓето ги интересира, колку и тоа да го негираат, а немам никаков проблем, мислам во однос на искреноста со оние кои ми учествуваат у рубрикава, мислам дека луѓето немаат проблем да споделат. Постојат, мислам, тоа се естрадни личности на крајот денот и треба некогаш да бидат облечени во custom made
вид фустани и треба да бидат облечени во скапа гардероба, меѓутоа од друга страна и не мора, и кога тоа не е така, не е воопшто срамно да се каже дека нешто ти е од било кој ниско буџетен бренд, ајде да го речам, односно бренд кој е достапен за апсолутно сите. Јас првиот не носам скапи брендови, ниту овде ги имаме, а кога патувам најмалце пари трошам на шопинг, така што јас сум облечен моментално во тему. И ако тоа на некој му се допаѓа, супер, ако не му се допаѓа, исто супер, јас го носам, знам да го изнесам и веројатно не би имал проблем кога тоа луѓе би го коментирале негативно. Стигнува твојот аутфит денес до 1500 денари? Не, ова едва ако стигна до 10 долари, евра, не знам ушо нарачувам. Значи катастрофа. Од аспект, али мене ми е фино, као Ова е доказ дека е многу важно кој го носи. Да, наочариве се од тему, ова е од тему, панталониве се од тему, маицава од тему, чорапите се од тему, единствено не. Само ти си марка. Јас сум бренд сам по себе. Марија, ме интересира твојот последен рил кој што колку коментари имаше, извини сега да не шпекулирам? Па и јас би шпекулирал во моментов, ама ако зборуваме, многу мразам кога се користам со жаргони, ако зборуваме за севкупен број на коментари под видеото со Елена Ѓорговска, мислам дека на тоа алудираш, земајќи ги предвид сите платформи на кои што видеото беше објавено, имаше сигурно над 3-4 илјади коментари. Сега Елена Ѓорговска во таа прилика си кажа искрено девојчето дека нели незиниот часовник рачен чини 30.000 евра, чанта Шанел 12.000 евра и коментарите на публиката грото беа дека аутфитот чини 50.000 евра и сега се постави главното прашање од каде му се надевојчево волку пари. Дали се надеваше дека дотаму ќе стаса таа, во моментов за жал ги избриша и социјалните мрежи, што некако укажува на тоа дека коментарите воопшто не биле пријатни, не сакала веќе да гледа. Како ти се соочи со тој момент, дали се шокираше? Види, како некој што поминал булинг и во основно и во средно училиште, па потоа и сајбербулингот како почнал да се експонира на социјални мрежи, имам развиена емпатија и навистина не би сакал да го елаборирам видеото, затоа што е трајно отстрането од сите мои платформи, а јас сум, да речам, авторот на тој серијал и на крајот од денот тие материјали се во моја собственост. Ги отстранив и апелирав до сите оние кои поседуваат некаков скрин рекордер или дел од видео да не го реобјавуваат во иднина. Дали ти се обрати Елена? Сега, сите ги интересира. Ајде, види, јас се слушнав со Елена накратко, ја немав контакт, не го познавам девојчето, комунициравме случајно и само на Инстаграм. Првенствено сам се понудив да исклучам опцијава за коментирање во оној момент кога сватив во која насока отиде видеото. Таа мислеше дека е навикната на такви коментари, затоа што и при претходни нејзини појавувања добивала исти коментари. Меѓутоа, во еден момент сватив дека избришала све што постои од социјални медиуми, девојчева се повлече, имала некои проблеми, јас тоа го разбирам и не ми преостана ништо друго. Најмалку што можев да направам во тој момент е да го отстранам видеото и да апелирам на тоа сите да го избришат. Сега Елена е добра, подобра, така што верувам дека тоа така ќе остане и дека веќе нема да и се повтори. Јас и посакав и во тоа мој лайф клуб. Што нема да и се повтори, да ти каже повторно искрено колку чини незиниот аутфит или нема да и се повтори мрежи да користи или што? Не, нема да и се повтори ваков облик на насилство. Затоа што не го заслужува, без разлика на тоа што таа носи, како до тоа дошла. Сега не знам колку е пристојно на телевизија да коментирам вакви работи, меѓутоа никој од оние кои коментирале не на крајот од денот се и да тоа е така, не ја позајмил вагината за да дојде до таквите работи. Така што може ова слободно да го цензурирате, иако ја не знам дека тоа е така, ниту е тоа мој став, меѓутоа читав такви коментари, па мислам дека луѓето немаат потреба да бидат толку изреволтирани и isfrusтрирани што девојче од 20 години е облечена во 50.000 евра. Ја тоа не го оправдувам. Излегува, морам мака сега тука како новинар да малку посериозно да пристапам, бидејќи некако ова стана општествен проблем, глобален, значи голема целна група беше тука опфатена. Некако мислам дека како едва и да чекаат македонскиот народ, ајде ние да кажам македонците, веќе се ставам и себе си, нешто да се каже за на некој начин да се лечи фрустрации во однос на тоа што некој друг кажал. Некој можеби нема храброст, нели, да го живее животот на Елена Ѓорговска. Јас само сакам да кажам дека сите озборуваат, меѓутоа малкумина можеби и никој од нив не видел нешто со своји очи,
за да тврди. И сето тоа беше врз база на шпекулација, но како што кажав, со брзина на светлината, вирално некако отиде тоа видео и на девојчето, слободно ќе кажеме дека му нанесоа никаква штета со тоа што го коментира. Апсолутно, и тоа покажува уште еднаш до кај сме стигнати, штом глобален проблем ни е мојот серијал Колку чини твојот аутфит и изјава на една Елена Ѓорговска. При тоа ние никој, како што ти веќе спомна, не сме биле сведоци на потенцијалните случувања на кои што алудираа во коментариве. Ние не знаеме, можеби нејзините родители тоа и го овозможиле, ние не знаеме кои се родители, не знаеме со што тие се занимаваат. На вистина е без веза да се шпекулира. Јас, познавајќи го македонскиот менталитет, апсолутно ги разбирам луѓе што позадите статури коментираа на што ова личи 20 годишно девојче у 50.000 евра, тоа е една гарсонјера, една кола, и ја и го кажав тоа меѓу другото на крајот од видеото, као ти си облечен како една добра кола. Меѓутоа, у сосема забавен контекст, не навредливо, не знам, луѓето се многу остри, немаат развиено доволно емпатија и без да подразмислат какви последици тоа на едно девојче од 20 години може да има, сипа во коментари се што може. И мене тоа искрено се делува како ја да сум у нејзина одбрана, како да сум и дрвен. Само да споменам за оние кои што немале можност да видат, ти направи едно видео на темата. Да, се уклучи во лајв на мојот Инстаграм профил 2 или 3 дена по објавувањето на видеото, дента кога го избришав уствари, затоа што добив многу пораки каде е, зошто е избришано, со цел да упатам апел сите што ги имаат материјаливе да не ги реобјавуваат. И тука уствари застанав во одбрана на Елена, затоа што навистина сочувствувам кога некој доживува јавен лич и е мета на подсмев, на изживување. Мене тоа ми е невкусно. Ниту убила човек, ниту купила било што со наши пари. Таков однос може да имаме со политичари, например. Тие трошат. Што трошат државен буџет. Така е. Елена не троши. Како и да дошла до тие пари, Елена не земала од мој джеб за да купи торба од 12.000 евра, ако е 12.000 евра. При тоа не знам дали цениве се релевантни. Тоа го кажав и во лајвот. Сигурно девојчето не ги украло парите, некој доброволно и купил или дал, доколку како што кажавме, не доаѓаат од незините родители. Не сме ни јаснити тука, ниту да судиме, ниту едноставно разговараме за нешто што дигна толку прашина и врева помеѓу народот. Така е, само гледаме објективно и постојат многу луѓе што вака ги гледаат работиве, не е се баш така црно. Забележав од како го избришав видеото и реакција од многу јавни личности кои што застанаа во одбрана на Елена, во смисла во одбрана под знак на наводници. Само ја елаборираа јавно ситуацијава и сватија дека не го заслужува девојчето тоа, што и да се случило. Сега, за некого позитивно, за некого негативно, но мора со сигурност да кажеме дека од оваа рубрика некако сите веќе дознаа за Марио Арангеловски. Дали ти имаш таков впечаток? Да, YouTube, да, музика, меѓутоа сега веќе се е на социјални мрежи, се надевам ќе се согласиш со мене. Добро, овој серијал од старотот иде многу вирално. На страна видеото со Елена, моите први 2-3 епизоди беа навистина гледани. Епизодава со Игор Џамбазов исто така има скоро 1 милион прегледи, што е навистина сериозна бројка за држава Македонија. Меѓутоа, ова видео со Елена конкретно отиде предалеку и мислам дека треба под камен да живееш, а да не си слушнал дека постои некоја рубрика колку чини твојот аутфит. Независно од тоа дали знаеш кој е Марио, дали знаеш кој е Елена. Сите знаат дека постои некоја таква рубрика која што е глупа. Тоа е констатација на нашиот народ. Процентуално најмногу кажаа дека е глупа? Па да, као безкорисно е да знаеме колку чини нечи аутфит. Ја не мислам така, затоа што ја овој серијал не го терам со луѓе по улица, у плоштати, у трговски центар, го терам со јавни личности. Тоа постои у цел свет, секогаш постоело. Имаш Met Gala, Grammy, MTV Music Awards, Оскар и така натаму, кај што луѓе се пречекуваат на ред карпет, поставуваат такви прашања, имаш модни критичари кои тоа го коментираат, споделуваат колку нештата чинат, така што не гледам зошто тоа е проблем да се спроведе у Македонија. Сум ја прва будала кој тоа нештото го донел во Македонија, меѓутоа ете спремен сум да ги сносам последиците. Што друго имаш на ум, не дека сега некој тука нели те пресилувам да кажеш па да ти ја украдат идејата, меѓутоа во што ти се гледаш понатаму, бидејќи факт е дека те бидува за овој јавен живот? Да, спремам некои проекти сериозно големи и едва чекам да можам да ги споделам со јавноста, тоа ќе биде многу скоро. Така што еве ќе ве поканам да направиме едно интервју, јас вас ќе ве поканам овој пат, да направиме едно интервју и да ви ја дадам таа ексклузива. Во овој момент стварно не можам да кажам. Најблиско што можам да ви го доловам тоа дека рубриката колку чини твојот аутфит ќе биде вметната во рамки на еден проект кој што ќе биде напокон монетизиран.